Така, ова мерка, значи субвенционирање на возачки дозволи имаме и во изминатиот период, а меѓутоа износот во изминатиот период беше, мислам, ограничен на 8.000 денари, оваа година истиот го зголемивме на 12.000 денари и интересот за возачките дозволи и во изминатиот период беше голем, меѓутоа и во овој период уште поголем, бидејќи знаеме дека во моментот имаме ситуација која што наметнува да луѓето кои што немат возачки дозволи побрзо се стекнат со истите, иако опфаќа исто така и оваа мерка ги опфаќа пред се младите во Радовиш, бидејќи се опфаќа за лица кои што се 17, 18, 19 години, таа е категоријата која што е субвенционираме, се со цел да можеме младите уште од раните години да се стекнат со потребното знаење во делот на сообраќајот и се помалку да имаме нормално несакани последици во делот на сообраќајот. Инаку еве да ви кажам, за 2 недели од објавувањето на повикот веќе имаме 70 апликации кои што се поднесени од наши сограѓани за возачки дозволи, а нашата можност за субвенционирање на истите е 40. Значи веќе за 2 недели скоро дупло од тоа кое што можеме да го субвенционираме, меѓутоа еве тоа е само еден мотив да во следниот период, дали со некој ребаланс или па здрави живи со следниот буџет, значи одобриме и повеќе средства, бидејќи таму каде што интересот на граѓаните е голем, таму треба да се фокусираме и сметам дека во периодот што следува на ова треба да обрнеме посебно внимание, бидејќи секако дека е пред се помош на родителите и 12.000 денари можеби навидум не изгледат многу, но на луѓе на кои што и се потребни, сепак не се средства за занемарување и сметам дека оваа мерка ќе ја поддржиме исто така и во следниот период, во следните буџетски години и не само да ја поддржиме, меѓутоа се надевам со оглед на интересот дека ќе треба и да ја зголемиме истата. Давате поддршка и за набавка на велосипеди? Даваме поддршка и за набавка на велосипеди и исто така и во претходниот период дававме поддршка, еве даваме и сега, точно и тука ја зголемивме износот. Мислам дека беше исто така 8.000 денари, сега повторно е зголемен на 12.000 денари. Исто имаме интерес и за велосипедите во општина Радовиш. Целта за велосипедите на сите ни е јасна и позната која е причината и овде имаме доволен интерес, така што сметам дека и оваа мерка како мерка е успешна во општина Радовиш и истата ќе продолжи и понатаму да ја субвенционираме и да ги субвенционираме нашите граѓани кои што сакат еве да рекреираат, да имаме помало загадување и сите тие пропратни елементи кои што се резултат на користењето на велосипеди.